Според природниот след на нештата, младоста е период за уживање и создавање, а староста е доба кога сите уживаат во создаденото. Постарите и повозрастни индивидуи секогаш во поодминатите години најмногу им се радуваат на своите внуци, кои се зрак светлина во секој ден од староста на бабите и дедовците. Токму во тој контекст, учениците од второ 2 оделение од Основното општинско училиште Јоаким Крчовски, заедно со предметната наставничка, приредија кратка приредба за членовите на клубот Достоинствена старост, кој функционира при општинската организација на Црвениот крст од Крива Паланка. Но бидејќи сите пензионери кои соработуваат со клубот, а се членови на Сдруженијето на пензионери од Крива Паланка, изразија желба дечињата да гостуваат во периодот за дружба во нивниот клуб. Второодделенците беа гости во Сдруженијето на пензионери четвртокот на 15 ноември. На радост на сите присутни, детските насмевки ги развеселија и огреа есенските дни на кривопаланечките пензионери. Традиционно време, така великата денеска и бабите вежбаат карате. Вчера е деневски по 7 метри летно и кога на една бабичка карате му света. Море чујте дечиња, песна на шега, не може староста дете да се бега. Ништо не му чути времето в диско, сите бабички се шизна во диско. Не сакат веќе бабите да плетат и шијат, нучи да чуват и чини да вијат. Како сте задоволни од ова дружење со најмладите? Пријатно сум изненадена и би сакала да и понатамо не посетуват нашите внучиња, а поготово на нас постарите са и правнучиња веќе овие деца. Задоволни сме почесто да ни гостуват, да дојдат, зашто тоа остане во сеќавање на нас старите, зашто и ние некогаш бевме млади, ама времето ни помина и сега се радуваме на секое дете што го видим да бидат здрави и живи и да не посетуват. Учителката Јагода, одделенски наставник на второ 2, нагласи дека ова не е прва соработка со општинската организација на Црвениот крст од градот и клубот Достоинствена старост, а соработката на обострано задоволство ќе продолжат да ја негуваат. Соработката со Црвениот крст и Сдруженијето од Крива Паланка е на многу високо ниво. Ние соработуваме на секакво поле. Значи сите хуманитарни акции, собирни акции, секогаш сме присутни, секогаш доброволно собираме, одиме во Црвениот крст, посетуваме, значи секогаш и секаде сме присутни, само иницијативно соработуваме, по покана од нив, значи имаме една многу добра соработка и сакам понатаму и да продолжи. Еве и денеска сме тука да ги изненадиме пензионерите со една кратка приредба, значи една посета. Тоа е по желба на учениците, како и моја желба, значи да имаме соработката да се продлабочува, да ја одржуваме таа врска, а не само во одредени прилики кога ќе има некоја акција и така. Значи, ние сакаме секојдневно или да бидеме активни, хуманоста да ја покажеме и децата уште од мали нозе да ги учиме како треба да се почитуваат постарите лица. Председателот на Сдруженијето на пензионери од Крива Паланка и Ранковце, господинот Славко Стојановски, на крајот им се заблагодари на дечињата и на Црвениот крст за соработката, потенцирајќи дека тие во децата ја гледаат иднината, а најмалите пак во дедовците и бабите ја согледуваат мудроста. Ние во вас ја гледаме иднината. Да ми радете, да добро учите и да бидете радосни во животот, да ве прати радост и да ги поштувате поводрасните. Бидејќи поводрасните се дел од животот, а ова генерација што е со бели коси, со паднати коси, е генерација која ги чувала вашите татковци и мајки. Формирајќи симбиоза на повеќе генерации, од дедовци и баби, татковци и мајки до дечиња, внучиња, сплотени во едно хармонично цело на радост и смеа, оваа посета на дечињата кај пензионерите остава простор за не само уште едно, туку многу такви дружења во иднина.